Топ тема, добро вечер. Војната во Иран продолжува, а дилемите се множат. Од брза победа до неизвесен крај. Каде се прекршија излезните сценарија од американско-израелската војна во Иран? Крај на еден режим, ослободување на Иран или инсталирање на нова оска на отпорот и втрнување на Блискиот Исток, но и светот во нови конфликти и неизвестности. И конечно кој всушност ја плаќа и ќе ја плати цената на војната. Во топ тема вечерва за овие дилеми дебатираме со господин Павле Арсовски, генерал-мајор во пензија и пратеник на НСД. Знам, се извинувам. Добро вечер. Добре дојдовте. И Ивор Ангеловиќ, политички аналитичар. Добро вечер и добре дојдовте. И за почеток, последниот пресек на случувањата на денот од колегата Никола Илиевски. Повеќе од еден месец од почетокот на американско-израелските напади против Иран и одговорот на Исламската република, чии последици се чувствуваат во целиот регион, интензитетот на војните активности не запира. Војната предизвика и сериозна енергетска криза преку растот на цената на нафтата и гасот заради иранската блокада на Ормудскиот теснец. Кога ќе завршат војните активности е клучното прашање. Ако Нетањаху и Израел немаат проблем околу траењето на војните напади против Иран, ситуацијата е сосема поинаква за САД и нивниот лидер. Растечката цена на нафтата веќе ја чувствуваат сите американски граѓани. Иако мага базата во најголем дел е зад Трамп, останатите американци не го поддржуваат американскиот претседател и војната против Иран. Самиот Трамп е исклучително контрадикторен. Од една страна тврди дека со властите во Техеран се водат успешни преговори за запирање на војните напади, а од друга страна се заканува дека ако не ги исполнат неговите барања, ќе ја уништи енергетската и цивилната инфраструктура на Иран. Дел од овие закани влегуваат во категоријата на воени злосторства. Look, the president has made it quite clear to the Iranian regime at this moment in time, as evidenced by the statement that you just read, that their best move is to make a deal, or else the United States Armed Forces has capabilities beyond their wildest imagination, and the president is not afraid to use them. Иран негира дека воопшто води преговори со САД и продолжува со нападите против нивните регионални сојузници. Кувајт потврди дека ирански проектил погодил еден од неговите големи танкери за сурова нафта кој беше укотвен во Дубај. Компанијата Кувајт Петролеум го опиша инцидентот како брутален ирански воздушен напад и пријави дека бродот претрпел штета, но без човечки жртви и 24 членови на екипажот се безбедни. Да, тоа беше дневниот преглед или пресек на дневниот преглед, помалку повеќе тука се движат прашањата и дилемите. Господин Арсовски, влегуваме ли во една војна без крај или веќе во фаза во која што некој се обидува да се излече, веројатно САД, но се уште не знаеме како? Па добра и беше предпоставката и алузијата веројатно е таква. Јас би рекол дека овој воен судир започна и сега е во фаза, не е на крајот, но е во фаза на една стратешка ароганција. Првично стратешка ароганција од страна на Соединетите американски држави, кои што веруваат дека со воена надмоќ, особено во воздух и во воздушниот простор, со технолошката надмоќ и економски санкции, дека ќе може да ги постигнат своите цели, иако и не сме сосема сигурни кои се тие цели. Стратешка ароганција, ако мислеа дека војната може да се контролира, дека може да се ограничи и да се заврши тогаш кога тие сметаат дека може, и конечно тенденција да се потцени потенцијалот пред се асиметричните алатки кои што ги има Иран како противник во овој воен судир, дека тие може да се надминат. Очигледно е дека таа една стратешка ароганција во делот на изведување на оваа операција пројавува сите оние негативности. Единствено би рекол дека ако нешто функционираше како треба, тоа е оној делот кој што Пентагон сосема одлично го работи во секоја воена акција, тоа воено планирање, логистичко планирање, меѓутоа тоа е само оној офанзивен дел на оваа воена операција. Без јасна цел, без јасна стратегиска политичка цел на оваа интервенција на Соединетите американски држави, дали е тоа ослабење или смена на режимот, дали е тоа унезадување на нуклеарната програма или редуцирање на ракетната и балистичка програма на Иран, не може да се влезе во еден ваков судир.
Од друга страна, стратешка ароганција пројавува и Иран сега, кој што одбива да признае дека преговара и можеби не преговара и игра на карта на една подолготрајна отпорност кон притисокот кој што го има, кој што го чувствува од страна на Соединетите Американски држави и Израел. Од каде произлегуваат сите тие асиметрични алатки или ако на почетокот голем дел од особено воените аналитичари беа воодушевени повтор пат од американската прецизност, сметајќи ја првата интервенција лани, прецизноста и начинот на изведување на она киднапирање во Венецуела и сега првиот дел од екзекуцијата се чини дека до оние први фази од војната, најголем дел од воените аналитичари беа воодушевени и од, како што рековте, стратегијата на Пентагон, прецизноста во планирањето, таргетирањето, воената моќ и се. Каде паднаа проценките? Каде се случи грешката, бидејќи сега има известна фаза на некаква цензура, нема многу информации од терен, особено околу воениот дел. Меѓутоа, само ако се следат, например, податоците кои што се уште ги лиферуваат за ливските земји, за тоа колку ракети уништили или пресретнале, да не зборуваме за дроновите, тоа е еден огромен арсенал кој што очигледно Иран се уште го има. Па и тоа е дел од оваа ароганција или подценување на противникот, навистина во оној дел на таргетирање, одредување цели, прецизно погодување во првите 2 или 3 дена од оваа операција, навистина се беше спроведено најдобро што може, а тоа единствено во такви некои операции Пентагон може да го сработи. И верувам дека ни еден друг генерален штаб или воена сила тоа не може да го направи, но очигледно е дека до тука операцијата одеше според планот. Но ако сметаме дека со воздушната доминација, со air superiority над Иран, че успеете да смените режим, Соединените Американски држави имаат големи искуства околу тоа како се менуваат или слабеат режими, без сериозна работа на тлото, со опозицијата која што е значителна во Иран или беше значителна допред почетокот на воените операции, без сериозно работење на терен, само со воздушни удари, апсолутно е невозможно да смените режим ниту во помала држава, а не па во таква држава каква што Иран со 80 милиони народ. Рангеловиќ, ослободување на Иран, како што прозвуче еден дел од првичните повици на Трамп и на Нетањаху да излезат израелците, не сакајќи инсталирање на нов режим или нова оска на отпорот или и со тоа вторнување на целиот Блиски Исток во нови конфликти, а светот во нова неизвестност, кон што сме поблиску. Ако тоа се трите некакви правци на каде што се движат или испреплетуваат работите и дилемите. Секогаш за да започнете војна интервенција, па макар да сте и сад, ви треба некоја приказна, некој производ кој ќе го продадете на јавноста, како на сопствената дома, така и на светската јавност. Овој пат тоа беше некакво екзистенционални некакви поводи дека Иран може да развие некаква нуклеарна програма која може би ќе достигне до сад, што не верувам дека постои човек на планетава кој верува во тоа и е убеден во тоа. Но мотивите и идеите за оваа војна на САД и на Израел се различни. Некаде се судираат, некаде имаат некој најмал заеднички содржател, но во суштина се различни. САД има приказната таа нуклеарна програма, меѓутоа за сето тоа, за тој параван се крие стратешка економска позиција, односно контрола врз енергетските текови кои ги има Иран, не само Иран, Венецуела, Панамскиот канал, Гренланд и така натаму, и сето тоа води кон еден противник кој се нарекува Кина. Значи перспективата е таа да се воспостави една монополизација врз најважните енергетски текови во светот, каде што спаѓа и Иран. Додека Израел има сосема други побуди. Една од побудите е да завладее, да стане политички владар своевиден Израел на Блискиот Исток и во арапскиот свет. Тоа почна некаде со Абрахамските акорди во првиот мандат на Доналд Трамп. Друга е реалниот и очигледниот антагонизам
на ционистичката политика на Израел кон Иран и кон Либан, бидејќи во моментов имаме уште потешко бомбардирање во Либан и во Бејрут од што во Иран. Поради тој историски континуитет, традиционално наследство, оние цивилизацијски придобивки на овие народи, кои и до ден денес ги позиционираат Иран и Либан како сериозни играчи на Блискиот Исток. И третиот мотив на Израел е секако иранскиот режим ги финансира хутите во Јемен, го финансира Хамас во Палестина, ги финансира Хезболах во Либан и се оно што е против Израел и што значи Израел како држава. Меѓутоа, сметам дека САД се повеќе како тече времето излегува на површина вистината, а тоа е дека израелската политика и конкретно Нетањаху како да ги насанка американските интереси. Влегува ли во замката? Се бидејќи имаше и многу изјави на конфронтација особено околу нападите врз енергетските капацитети. Да, сега таква закана има и од Трамп, меѓутоа тој не крие дека не е негова желбата да ги контролира, а не да ги напаѓа. Да, и не само тоа, Трамп е единствениот, ако не се лажам, председател на САД во историјата до денес кој започнува војни врз база на интуиција и его. Значи, тој е човек кој не слуша никаква експертиза, никакви совети од Пентагон, од негови советници. Рачунајте, он поставува тим, го поставува Джеред Кушнер кој е негов зет и Стив Витков кој е продавач на недвижности во Америка, со такво искуство да преговараат за Украина, да преговараат за Иран, односно воспоставува еден тим врз кој самиот тој може да воспостави авторитет за да не ги слуша. Бидејќи вие ако имате сериозни експерти, професори, академици, генерали и така натаму, нивниот збор тежи, тие луѓе мора да ги сослушате и да создадете една стратегија пред да донесете одлука. Ова е прв пат председател да води војна таква, зборам председател на САД, и прв пат САД да нападне актер или држава без претходно да биде нападната или САД на било кој начин, не официјално од држава, меѓутоа Буш кога водеше војна, водеше во име на кулите близначки, да не се навраќам назад, меѓутоа ова е превентивен некаков напад и тоа е преседан на светската политика инициран од американците и сметам дека тука некаде се губи американскиот интерес во оваа војна. Затоа што идејата на иранците не е да влезат со тенкови авиони во Њујорк и во Вашингтон, самите се свесни дека тоа е невозможно. Гледате како стратешки интересно возвраќаат. Они одираат по суштината на демократско-капиталистичкиот систем, таму каде што највише боли. Значи да ви го наруши секој навието, да ги крене цените по маркети, на нафта и така натаму, со цел да ја направи ова војна неисплатлива. И тоа е една стратегија која Иран наспроти Кушнер и Витков, Иран од 79-та година до ден денес се спрема за овој ден. Значи тоа се пресици кои водат дипломатија. Наспроти овие луѓе кои немаат никакво искуство во политиката, за жал, во администрацијата на Трамп. И ќе завршам со тоа искуство во водење холдинзи и бизнес. Да, и ќе завршам со тоа каде што имаше една интересна изјава на Редован кој вели ова е војна за политички опстанок на Нетањаху, а сите ние во светот сме негови заложници. И се повеќе наликува, колку и да не се служувам со Ердоган во политиката, се повеќе наликува на вистината ова што констатира. Господин Ацовски, се согласувате ли со овој политички опис на амбиентот во кој што се сега воените стратези во Вашингтон и колку, доколку и вие ја делите таа теза дека практично ова е војна на Нетањаху, колку тоа од воен аспект ги проблематизира? Делумно се слагам, да, затоа што влоговите на Израел и на САД во овој воен конфликт се различни. За Израел ова е војна за екзистенција. Ова е екзистенцијално прашање да се судри со Иран, со нивната ракетна балистичка програма, со нуклеарната програма и со финансирањето на прокси силите во регионот. И со Хезболах, и со хутите, и со Хамас. Значи, за нив е тоа екзистенцијално прашање. И секако дека е тоа за нив борба за живот и смрт, за обстојување на тој дел од светот. Соединетите американски држави, нивниот лог е поголем. Тие се сепак се уште единствена глобална, економска и воена суперсила. Тие треба и се уште гарантор на слободното поморско движење, гарант на економските токови во светот, на енергетските текови во светот.
Тие имаат обврска и према партнерите во заливот, а тоа се Саудиска Арабија, Обединети Арапски Емирати, Катар, Бахрейн, Кувейт. Тие имаат, значи, глобална обврска да го зачуваат мирот, слободната економска пловидба и се она што со тоа оди. И нивниот влог во оваа војна е многу поголем. Ако од една страна за Израел е екзистенцијално прашање, да се биде или не, за Соединените Американски држави угледот како глобална економска и војна сила е на испит. Јас сметам дека сега ова администрација на Соединените Американски држави се обидува да го приврши овој конфликт со што е можно помалку последици по угледот и влијанието на Соединените Колку ќе биде можното? Бидејќи, еве да споредиме и едно подпрашање, колку тоа спасување на угледот, колку тука може да се влечат паралели и со Ирак и со Афганистан, бидејќи тука имаше еден сосема поинаков контекст, тука имаше трупи на терен, помина години присуство и наеднаш повлекување кое што, ако се гледа што се остана по тоа повлекување, значи се било џабе во изминатите години, меѓутоа тука може многу да се дебатира. Овдека прашањето е кога ќе се донесе одлуката и кој што би прокнижил на своето победничко знаме. Сетете се само на првата пустинска олуја или заливска војна 1991 година. Тука имаше одлука и на Обединените нации, на Советот за безбедност, концентрација на огромен број, стотици илјади трупи од многу држави. Втората заливска војна имаше коалиција без одлука на Совет за безбедност, но сепак коалиција која се подготвуваше за војна интервенција. Ние овде бевме сведоци дека Соединените Американски држави концентрираат одредени воени капацитети, но тоа апсолутно не да не е недоволно, едноставно невозможно да разговараме воопшто за било каква копнена операција од поголеми размери према Иран. Ќе се навратам на државите во регионот. Тие се доверлив партнер на Соединените Американски држави и воен и економски со децении. Во случај кога Иран действува и против нив. Од една страна може да се каже легитимно затоа што тие на нивните територии имаат воени бази на САД и од тамо се действува према иранската територија. Се уште државната политика во сите овие држави одржува стабилни односи со Израел и со Соединените Американски држави, но постојат и внатрешни движења кои што поставуваат прашање дали како муслимани, како арапски држави, дали ова партнерство со САД им гарантира стабилност, бидејќи сега се на удар и економските потенцијали на сите овие држави, ќе дојде време дека и она што значи живот и за нив, системите за десалинизација може да бидат погодени и дека ова не е партнерство кое што дава стабилност, а стабилност е предуслов за прогрес и за просперитет. Рангеловиќ, колку е ова еден од исто така клучните аспекти, впрочем дилемата колку заливските земји, во зависност од тоа колку ќе трае конфликтот и на каде се Трамп би можел да го сврти, колку може да останат тивки поддржувачи на САД и во колкав период, бидејќи како што спомна и генералот Арсовски, впрочем сега страдаат нивните енергетски ресурси, меѓутоа впечатокот е дека заливските војни немаат толку голема грижа заради штетите врз енергетските ресурси, затоа поради тоа страда поголем дел од светот. Она зашто е поголема загриженоста дека сериозно страда нивниот стратешки концепт да бидат една нова оаза на модерната технологија и економскиот прогрес во светот. Тоа е една од суштините на иранската дипломатија, значи иранците во овие земји не напаѓаат цивилни цели, не напаѓаат ниту воени цели инфраструктури, досега ги напаѓале само американските бази, кои де јуре се територија на Америка и практикуваат нивни закони, амерички. Сега се закануваат нели со напади на тие полиња за десалинизација и сето тоа, меѓутоа сето тоа е како возврат на како се однесуваат по овие држави, доколку вие дозволите од ваша територија американската база да ги користи овие бази за да нападне во Иран, ја легитимизирате
и вашата територија како цел на непријателот. Меѓутоа, како што и сами рековте, овие држави или градови, да кажеме Доха, Джеда, Дубај и така натаму, тоа се едно олицетворение на некаква капиталистичка оаза или утопија. Извинете што ве прекинувам, меѓутоа само колку да нафрлам. Практично почнува онаа трка иако се ривали меѓу Емиратите и Саудиска Арабија под притисок на условно послободните принципи кои што ги имаат Емиратите, дури и една конзервативна Саудиска Арабија почнува да ги менува своите политики само со цел да се да бидат конкурентни во онаа трка, нели, хабови на новата ера. Тие веќе се хабови на новата ера, само што тие не се ривали, барем не во религиозен контекст. Во религиозен контекст Иран е ривал со сите овие, бидејќи се води шиитска политика наспроти сунитската на ривали се однесуваше на концептот на и една од целите на Саудиска Арабија да се наметне како лидер во регионот и на таа религиозна основа. Меѓутоа, земјите од заливот се во најнезавидна ситуација. Од една страна, во очите на арапската јавност и во историјата која ќе суди, се можеби предавници што на некој начин коалицираат со САД и со Израел, потенцирам, во некаква воена интервенција против Иран. Од друга страна, не се обединуваат и не го слушаат Иран кога им вели сега е моментот да се обединиме сите заедно против израелскиот непријател. И сето тоа го прават за да ја одржат таа оаза. Бидејќи знаат дека утре ден кога ќе нема нафта им е потребен некаков друг ресурс за да опстанат како држава. Иако страдат милиони и милиарди веќе се губат од тоа што тоа не се центрите за најпосакуваните туристички дестинации во моментот, меѓутоа со тоа што една моја лична констатација, не постои држава во светот независна, а да имате воена база на САД. То едно со друго не оди. Ако имате голема воена база на САД во вашата држава, вие не сте независна држава од многу причини. Така што ова нормализација, консолидација помеѓу арапските земји заедно со Израел и Америка е проект од многу одамна. Ова беше целта на првиот мандат на Трамп со нели Абрахамскиот договор и така се плетеше мрежата, таа коалиција политички да се срочи за да може еден ден да се нападне Иран, бидејќи доколку арапските земји се кренат против една инвазија на Иран, Израел и Америка не може така лесно да нема да имаат располагање базите нели за да го бомбардираат Иран, меѓутоа тој им оди од рака. Арапските земји ги нормализираа генерално односите со Израел и Иран е на некој начин оставен сам со некаква си логистика од Русија во делот на нели интелидженс и така натаму. Меѓутоа јасно и нешто опипливо како што добива Украина немаме. Она што го кажа, што го напомена генералот претходно, Соединетите американски држави имаат огромна одговорност како лидер на светот и пораката која праќаат со оваа војна не е убава. Вие може да добиете војната, меѓутоа симпатиите, особено во земјите од третиот свет кои ви се потребни во реконфигурацијата на новиот мултиполарен свет, ја губите. Каква порака праќате вие? Со тоа што ќе изјавите денес Иран, следна е Куба. На што личи тоа? Ова не е кафеана, така па сега ќе се расфрламе со значи второ начинот на кој преговарате. Очигледно тоа поминува, бидејќи ако веќе разговараме и за клучното прашање и за Ормускиот теснец и така натаму, ако вие еден ден велите дека преговарате, вториот ден им се заканувате, третиот ден изјавувате дека заедно ќе го контролирате, со кого беше прашањето, американскиот претседател вели со ајатолохот заедно, кој да пиде, ние ќе седнеме, ќе се договориме. И сега еве го Иран денеска носи не знам дали се изгласа тој закон за воведување на патарина, јас ја нарекувам водарина и на крајот, веројатно до крајот на денот можеби ќе следува некоја изјава дека на патарините ќе има еден американски, друг ирански војник, ако се изфорсира таа приказна дека наводно се преговара. Таа неконзистентност убива. Пред 30 на дена од денес, американската политика го убедуваше светот дека нема веќе простор за преговори и дека овој конфликт не може да се реши на маса. Следува војна интервенција. Денес слушаме како не убедува дека мора да се преговара и мора да се најде некакво решение. Тоа едно и второ. Американците никогаш не преговарале вака.
29 точки давате на Украина, на салфетка напишани. 20 точки давате на Палестина, 15 точки на Иран, со цел дека вие како сила ќе ги наметнете да ги прифати без да преговарат. Ама на Венецуела и на Куба не им давате никаква точка, само земате од тоа што располага. Полесен залак, меѓутоа овие се малку потешки, ниту еден од овие планови, овие точки никаде не успеа. Па дури ни во Палестина Хамас не е разоружен како главната точка, примирието се прекршува, Украина војната си тече и така натаму, така што сметам дека доаѓаме, ситуацијава навлага во еден абсурд. Во еден абсурд, при тоа имате претседател на САД кој е најнеискусен политички и, како што кажав на почетокот, секоја одлука ја носи врз база на неговата лична интуиција, а не на разум и претпоставки што утре дента после оваа војна. Господин Арсовски, влегува ли таа стратешка ароганција веќе во една фаза на карикатуралност, кога ќе почнат Доналд Трамп и Хексет да ви ги објаснуваат, па до некаде и Рубио малку е повоздржан, преку ден или секој ден различно да ви ги објаснуваат таргетите, договорите, условите? Стратешката ароганција се покажа со тоа дека таа војна интервенција започна тогаш дека уште траеа мировните преговори во Париз, мислам. Без јасни политички и стратегиски цели, вие да нападнете држава која што е де факто лошото момче на Блискиот Исток во изминативе 30 години и околу тоа сунитски арапски држави, па сега во последно време и со Израел, со една, да кажеме, заедничка политика околу однесувањето на Иран, да вистина е нешто што ги доведе Соединетите американски држави во ситуација да имаат сега повеќе опции на некаква излезна стратегија и да го затворат оваа епизода со најмалку можни последици, пред се на угледот на Соединетите американски држави, потоа и на стабилизација на економските токови, снабдувањето. Како ова ќе заврши, како да ви кажам, Соединетите американски држави, нивниот мировен план од 15 точки, од она што можеме да го видиме од медиумите, нема наратив на апсолутен победник во овој судир. Некако е наративот поприлично мек, поприлично со компромиси према Иран во делот на контролирање на нуклеарната програма, во делот на тоа да се превенираат идни сукоби на Блискиот Исток и така натаму. Некакви концесии во делот на политиката на Иран. Иран, од друга страна, исто така пројавува сега стратешка една ароганција, кога вели ние играме на карта на одолговекување на оваа криза, ним им е битно да се зачува режимот, по цена и на економски загуби, кои што де факто ги трпат. Од друга страна, Соединетите американски држави сметаат дека со економскиот притисок и со економските загуби, со стопирањето на извозот на нафтните продукти, дека Иран ќе биде под притисок. Ним им е поважен режимот и зачување на режимот, па на одреден начин поради овие војни интервенции одредена хомогенизација на општеството и подготвеност да се отпрат на било каква ваков тип на интервенција и подолго трајна. Така да ова е... Која би била улогата или е веќе зад колисите улогата на заливските земји, бидејќи немал број од нив, иако се толку големи и моќни, во првите денови и во текот на војната беа според различни извештаи во неколку ситуации кога затечени од бројните ирански ракети и особено дронови практично пребројуваа во, да не речем во Excel, уште колку имаат, што оружје останато од... Тие 10% останати од наративот, дека 10% им останат. Па заливскиве држави пред се Саудиска Арабија на почетокот на судирот, како примија удари од страна на Иран, беа во размислување и активно и да се вклучат во оваа војна операција, меѓутоа до тоа не дојде и можеби е добро што е тоа така, бидејќи тие сметам дека сите поред заливски држави може да бидат и некаков фактор за смирување на оваа ситуација и доаѓање до некакво заедничко решение кое што само ќе одложи кризата, бидејќи да се дозволи оваков режим каков што е Иран со оваква ракетна програма, да има и нуклеарна боева глава, тоа би било навистина
опасно. До кога опасно може за целиот тебе свет. тие, како што реков предмалку, да бидат тивки поддржувачи на САД? Бидејќи тие најмногу страдаат во моментот. Заливските држави? Па мислам дека се се уште стабилни и доверливи партнери, но најавувам дека би можел, ако ова продолжи, да се преиспитаат нивните односи не на официјалната политика на заливските држави, но внатрешните процеси да ја преиспитаат улогата на САД како гарант за стабилноста и доверлив партнер дека економијата во еден мир и стабилност би функционирала и понатаму. Оно што досега го слушнавме Рангеловиќ беа само најави дека заради ударот врз економијата ќе бидат принудени да ги преиспитаат сите своји инвестиции во светот, што меѓу редови би требало да се прочита директна порака до Трамп, и ако сакаме да бидеме, да гледаме на светот и да ја дебатираме политиката на начин кој што ја комуницира и Трамп, би можеле да кажеме дури и ако продолжи ова без да знаеме што носи и што се случува, нема ни инвестиции, нема ни авионче, и тука влегуваат сите поединечно кој што ветил. Таа е некоја дипломатија, не лути се човече, така некако ми изгледа за мали деца. Не може да така се однесувате. Прво, како најсериозна држава во светот, вие се доведувате во ситуација да излезете од оваа војна со тоа што Пакистан ќе биде медијатор. Значи, сега сме во ситуација кога Пакистан го опаметува и превоспитува Војко Сем да не прави глупости по светов. Така некако ќе изгледа ова за едно 30-50 години од сега кога луѓето ги читаат што се случувало во овие моменти. До вчера Пакистан беше... Пакистан го има на лажната листа на Трамп дека решил 9 војни. Јас сметам дека од моите сознанија немало повеќе воени конфликти во било кој друг мандат на еден американски председател од тоа на Доналд Трамп. Да не почнам Тајланд, Камбоџа, Афганистан со Пакистан. Карикатурална е листата, бидејќи на неа има дека спречил војна меѓу Србија и Косово. Но не може да се каже дека он ги започнал, апсолутно. Што се случило, од тоа, да. Меѓутоа се најави како голем миротворец, испадна дека сето тоа е една голема лага, за жал. Оно што е многу важно јавноста го знае дека Иран води една војна по знаци на навод против сите нас, против нашата благосостојба, против се она што ние го живееме во демократско и капиталистичко општество, не во буквална смисла нас да не убие, туку да не ги наруши, да не го наруши мирот, за да ги победи симпатиите, да се направи еден притисок врз САД за да не го прави тоа што САД го прави. Значи, затоа и натаму таргетираат иранските ракети. Не напаѓаат, ќе повторам, цивилни објекти, дури ни воени по соседните држави, ниту пак сметам дека директно била засегната некоја европска земја како што е ставот на Европската унија, дека и за нив е ова некаков екзистенционален проблем, тоа нема никаква врска. Меѓутоа, она што е многу важно, зошто претходни председатели на САД не го потегнале овој потег, има една идеолошка премиса, а таа се заснова на две големи диференцијали. Првата е дека западниот свет, Америка, Европа, па и ние, ќе се ставам во сето тоа, дека ние на животната филозофија гледаме низ една рационалистичка призма. Дека овој живот кој го живееме, тој живот се плашиме од смртта и така натаму. Исламските режими, вклучувајќи го и овој во Иран, имаат една есхатолошка сега таа платформа, а тоа е дека они сметаат дека овој живот е само една транзиција кон некоја друга повисока цел. Тие не се плашат од смртта, затоа ајатолата не бега, гине во секојдневието и рутината, затоа ниту еден од функционерите на исламскиот режим не бега, гине во секојдневието и рутината. Вие не можете да се борите против отсуство на страв. Исламскиот режим, тоа беше една од краткорочните цели на САД и Израел, да се промени режимот. Губивте ајатолата режимот и понатаму е тука. Да, режимот е обезглавен. Втората беше, ама уште 2-3 глави излега од истиот. Втората беше да се поттикнат граѓаните кои се против режимот во Иран да излезат на протести. Не само што не се прошири, нема никакви протести. Како што вели... Да, и потоа и отстапија од таа цел. Да, вие не можете... Критичната маса е против иранскиот режим. Меѓутоа, критичната маса живее во градовите, а вие ги бомбардирате најголемите градови. Не може луѓето да ги бомбардирате и да излезат на улица да протестираат. Значи, тоа е наивна мисија во тој дел. И едноставно, мислам дека и третата цел беше некаква да се промени
режимот, нели, да се донесе некоја друга влада и така натаму. Немаме на повидок, ниту пак се спомнува веќе таква нешто. Сега единствено што имаме од американската страна е да седнеме на маса да излеземе од војна. Реза пахлави. Да, мораме на реклами. Во секојдневната пинг-понг игра со зборови, најави што би можело да се случува, се поголема е дилемата за наводната можност за копнена интервенција. Што за тоа велат дел од американските војни експерти? Well, there would certainly have to be troops on the ground, and it would be a major military operation, but it is doable. The United States could push amphibious ships through the straits. I think that's unlikely. They might put landing craft through the straits, but they could also do it with helicopters and paratroopers who are in the vicinity. It's a small island. It can be isolated by air, and the United States can bring a lot of combat power to bear. So it could be taken, but this would also be a major combat operation. Well, nearly all of Iran's oil flows through Karg Island. That's the terminal where they load tankers and send them around the world. So if the United States were to take control of it, we would have control over Iran's export of oil, and that's what keeps the economy afloat. It would push the economy into desperate straits and make the population even more dissatisfied than they already are. Capturing the island, the United States has the combat power to do that, but as I say, it's a major combat operation. The Revolutionary Guards, the protectors of the regime, are the ones with guns. They are the ones in control on the ground, and they would have to agree to any new regime or any new leadership. I find it hard to believe that they would be accepting some group that we're negotiating with, but that'll play out over the next few days. Господин Арсовски, се чини дека кога светот се обидува и американците и светот се обидува да протолкува што сака да каже Трамп, а тоа се менува од час во час, тие потенцијални чизми на терен веројатно и според ова веќе го исклучуваат Иран, но се повеќе се сведуваат околу островот Харк како никаква алатка за договор околу контролата на Ормускиот теснец. Јас се слагам и тоа го кажав и пред малку дека е многу мала е веројатноста дека Соединените американски држави би се одлучили за било каква копнена операција, дури и од ограничен размер во делот на теснецот или во делот на островот Карг или Харг, како го нарекуваме, но мислам дека претседателот Трамп тој остров го држи како еден адут во преговорите со Иран. Ние пратевме дека имаш интервенции по војните инсталации, меѓутоа се што е врзано со извозот на нафтата не беше допрено и сметам дека тој остров го држи како еден адут во преговорите за завршување на конфликтот. Не очекувам апсолутно дека некаква копнена операција би се случила, бидејќи за тоа се потребни поинаков тип на подготовка. Колку освен интересот на Трамп за енергенсот сам по себе тука игра и фактот што веројатно, односно очигледно е дека и покрај добрите разузнавачки податоци, особено на Израел и на Мосад и така натаму, си има впечаток дека и големата пропаганда дека се е буквално уништено, како од планините од северот на Иран да извира постојано нови за ракети, зборам дроновите и онака секако секојдневие. Баш така, од подпланините, таква е земја Иран, од подпланините излегува. Влоговите се големи, сега ние не зборевме ништо околу тоа дека 1/5 или 1/4 на светската нафта и на течен газ поминува низ Хормушкиот теснец. Кои држави се погодени од оваа криза или од оваа војна операција? Пред сега азијските држави. Кина како најголем соперник на Соединетите американски држави, но и сојузници.
како Јужна Кореја и Јапонија. И Европската унија исто така е погодена. Европската унија е по втор пат погодена, бидејќи со војната во Украина веќе еднаш имаше ограничување на доток на газ и на нафтни деривати. Сега кога си повторно. политички анемичен. Ако во првите денови од операцијата навистина Соединените американски држави контролираа кому колку ќеускратат од нафтните деривати, тоа претходно го направија со Венецуела, кон Кина, па и кон Куба, сега го прават и од тука, но мислам дека во тие преговори со Иран сепак Соединените американски држави ќе мора својата кредибилност да ја потврдат. Бидејќи како што одат деновите, ако не дојдеме до некакво брзо решавање на судирот, ќе се доведат Соединените американски држави да бидат непредвидлива сила, а од друга страна знаеме како Кина делува и на Блискиот Исток и во Африка. Они имаат поинаков пристап кон државите, имаат кредити, мека моќ и проектираат стабилност. Така да Соединените американски држави мора и собствениот кредибилитет да го спасат, да го одржат и да воспостават стабилност, за да бидат и понатаму глобален светски гарант и за мирот, и за економијата, и за поморската пловидба. Рангеловиќ, колку Ормускиот теснест е во моментов и сите последици кои што ги има по економијата го прават Трамп се понервозен, бидејќи очигледно дека таа поедноставена логика ќе застанам јас на патарината или водарината и јас ќе кажувам сам или во соработка со некаков нов ирански режим или со нов ејатолак, јас ќе одредувам границата каде во светот колку нафта ќе тече. Јас се согласувам со тоа аргумент дека можеби Трамп ова го користи како некоја бенефиција за евентуални преговори со Иран. Не сум убеден дека би имало некоја операција нели со војска на терен, иако тоа може да се случи на островот Карк, согласно размислувањата и одлуките кои ги носи Трамп, не би ме чудело. Меѓутоа, повторно сметам дека Трамп го јаде тоа што и самата таа негова администрација не е спремна за што понатаму. Вие може да влезете и до Техеран. Иран може да капитулира и де факто и де јуре. Се е тоа во ред, меѓутоа што понатаму. Вие имате 100 милиони персици над глава, доколку го заземете тој остров. Тој остров е секогаш бил и ќе биде во некаков домен да може утре некоја ракета да стигне и од хутите и од некои фракции кои ќе се јават доколку се створи вакуум во Иран, значи остатоци од режимот, паравоени структури, тоа нема да помине така. Исто така беше во Либија, исто така беше во Афганистан, исто така беше во Ирак. Единствена копнена воена операција која успеа на американците за некаква си демократизација е апсењето на Нориега во Панама. Јас друга не паметам, па дури на Југославија. Значи, што понатаму, тука е моќта на дипломатијата. Вие стигнаете и до Багдад и до се, меѓутоа стабилни држави тие не останаа и повторно се своевиден ризик екзистенционален за Израел или во било која смисла и за американците. Така што сметам дека пред да започнете една војна треба да имате прво цел и што доколку ја постигнете таа цел, како да нормализирате понатаму државата и што ако не ја постигнете таа цел. Сега во моментов главно политиката на САД се сведува на тоа со кој пакет излезат од целава работа. Бидејќи дури како што веламе да стигнат до Техеран, тоа може да биде нешто што ќе се употреби во контекст на тоа што доаѓаат таму изборите за Конгресот, меѓутоа нема да неутрализира сите ризици кои што ги кажавте, вклучително и ризикот од нови поопасни алијанси против Запад. Да, но да би биле задоволни доколку тој нуклеарен програм за изработка на нуклеарна бомба е застанат или е уназаден, намалување на ракетниот програм, моќта на Израел да проецира сила преку прокси силите во регионот, тоа би било за овој момент или овој историски момент сосема доволно. Да кажат да, ние целта ја постигнеме. На страна режимот слабење или смена. Се поактуелна и поспецифичен е и односот на Трамп кон европските сојузници. Денешната последна порака е одете сами, ја интерпретирам,
одете сами да си земете или да протнете нафта преку теснецот. А со доза на сарказам, американскиот министер за одбрана, односно американскиот министер за војна, според променетото име, денеска со доза на сарказам ги коментираше и британските воени сили. Да слушнем. On the Strait of Hormuz, there are many more vessels flowing through today than there were, as the president has arranged. The president's been clear to Iran, open it for business, or we have options, and we certainly do. And when you look at what the chairman laid out with the Navy industrial base, with coastal cruise missiles, with UAVs, with counter-mine capabilities, we've been focused from the beginning on attriting and defeating those capabilities and limiting their options. There's lots we're doing as well, some of which is known, some of which is not known, to set the conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. Last time I checked, there was supposed to be a big bad Royal Navy that could be prepared to do things like that as well. So he's pointing out this is an international waterway that we use less than most, in fact, dramatically less than most. So the world ought pay attention and be prepared to stand up. President Trump's been willing to do the heavy lifting on behalf of the free world to address this threat of Iran. It's not just our problem set going forward, even though we have done the lion's share of preparation to ensure that that strait will be open, which is an outcome the president's been very clear on. As far as Russia and China, we know exactly what they're doing, what they are or are not doing. We don't have to air publicly what all of that is, but where necessary, we're addressing it, we're mitigating it, or we're confronting it head on. Господин Арсовски, се понетрпелив е тонот на Доналд Трамп и се посилни и нападите кон европските, особено сојузниците од НАТО, меѓутоа од друга страна се чини наспроти, Шпанија забрани дури прелети, Италија денеска соопшти дека ќе одлучуваат од случај во случај. Што значат овие изјави? Ова не е наша војна на Макрон, Мерц, Стармер наспроти постојаното инсистирање на Трамп? Па може да се разберат нивните ставови, бидејќи како членки на НАТО, а НАТО носи одлуки по принцип на консултации. Има еден цел процес на носење на одлуки во рамките на НАТО, консултации. Тие консултации траат доста долго. Очигледно е дека државите од НАТО, сојузници на Соединените американски држави, кои што се спомнуваат сега во изјава, не беа консултирани ни за почетокот на војната операција, не беа консултирани ни за целите кои што треба да се постигнат и на одреден начин може да се разбере дека навистина, бидејќи не беа консултирани, не беа подготвени и може да кажат ова не е наша војна. Ова не е наша војна. Ама би ни било добро и од интерес ако добро заврши. Ако добро заврши, бидејќи сепак економските бенефити, односно економските токови ги погаѓаат сите држави, вклучително и државите од НАТО. Да, ова односите повикување на Обединетото кралство, Франција, откако отпочна војните операции, беше нешто што сметам дека беше задоцнато, бидејќи навистина. Ако влегувате во одредена работа и имате сојузници, потребно е со сојузниците да се консултирате, па и здружено да делувате доколку се исконсултирате. Во овој случај тие не беа консултирани и можеме да кажем дека е оправдан ставот на европските држави дека навистина не се во оваа војна. Рангеловиќ, веќе изгледа комична таа, ако некој остане упорен до крај и во детали да ги следи сите изјави на американскиот претседател, па вклучително и репликите од страна на Европската Унија. И повторно ја имаме таа ситуација кога ЕУ на некој начин анемичноста на ЕУ останува константа, а условно во соседството и се случи прво Путин, а сега и се случува Трамп, кој што со своето однесување некако може би во последно време го прави тоа равенство со Путин.
Да, па тешко е да реагирате и да создадете аргументи и одговор на ваквата непредвидливост или комичност на администрацијата на Трамп. То пред само неколку месеци и недели истиот тој Трамп се закануваше на Европа дека ќе влезе со војници на Гренланд, што е на некој начин територија на Европа. Второ, во кампањата на Трамп, пред да стане председател, велеше дека војната во Украина не е наша војна. А таа војна е на некој начин екзистенционална војна за Европската унија и европските држави. Повеќе него таа во Иран. Во тој момент Трамп не пушти војници во Украина и не ја поддржа Европската унија во напорите какви што ги бараш истата Европска унија. Сега не може да очекувате вие во Иран каде што вас ви гори истата таа Европска унија или европски лидери и држави на кои до вчера не им помагавте или им се заканувавте. Меѓутоа Трамп во известна смисла е во право кога вели на крајот цената вие ја плаќате и кога што им вели денеска еве слободно, ако не сакате да ми се придружите, одете сами, земете се сега нафта, јас толку може. Но видите, да, меѓутоа цената ќе прво крајот да дојде, па ќе видиме кој ќе ја плати цената. Јас искрено мислам дека најмногу американското општество ќе ја плати, дека инфлацијата најмногу таму ќе удри поради сето ова. Второ, европјаните на крајот на денот ќе ја смират топката со Русија, таму ќе купуваат нафта, како што и впрочем правеа ни целиот тек на војната, само позади завесите. Така што кога ќе ви дојде во тесно, политиката е чудна, се врте на сите страни и ќе си го најде патот Европа. Меѓутоа со ваков пристап сад сметам дека ја губи, а така ја започнавме емисијата, угледот го губи на секаде во светот. Дури сметам и оние земји кои го потржуваа Трамп и неговата политика се во една неизвестица. Односно не се сигурни што точно да мислат за постоечкава ситуација, бидејќи не се сигурни што ќе биде следно. Што ќе правиме сега? Ќе одиме во Куба, таму ќе испраки, се им исклучуваат струја, луѓето немаат струја таму. Мислам, тоа не така не се решаваат проблемите во светот. Како што каже и мојот соговорник, прво не го консултиравте Конгресот за да влезете во војна. Не го консултиравте Советот за безбедност при Обединетите нации. Не го консултирате НАТО и кога доаѓате во тесно барате помош не само од Европска унија, не само од земјите од заливот, од курдите во Ирак барате да влезат со чизми на терен во Иран. Значи комично е или завршете операцијата онака како што доликува, ако може војна интервенција некако да доликува, или не се бламирате вака како што се бламирате. И сега не ви одат по вашите ноти, се лутите, земете си ја сами нафтата, земете, мислам, едноставно паралелно на тоа, во некоја верзија, Путин и Трамп до некаде били исти. Меѓутоа, гледате сега каде е разликата. Путин не се бламира на овие начини, сам ја води таа интервенција, од таму каде што бара помош, не го прави тоа јавно, не го прави тоа изнудено, значи игра политика. Ова е очај. Од една страна велите како што изјавува човеков, имаме моќ, не е тоа никаков проблем, готови се, вака се од друга барате помош од цел свет. Сработете ја сами, работете и круната ставете ја сами на главата. Тоа е тоа. Јас сметам дека ќе дојде до крај со мировни преговори. Сметам дека иранскиот режим ќе биде сосема задоволен да излезе на начин да режимот остане стабилен, општеството да биде обединето позади режимот со одредени концесии, со одредени попуштања од нивна страна во делот на нуклеарната програма. Сметам дека и на Иран ќе им одговара да дојде до некакво мирно завршување на овој конфликт. И верувам дека тоа ќе успеат, бидејќи оваа администрација покрај се друго е и дил ориентед администрација, ќе успеат да издилат еден нов договор кој што ќе им одговара двете страни. Како тој исход ќе влијае на другите конфликти? Заборавена е речиси Украина. Да, еве сме веќе влегуваме во пета година од војната. Нема поместување, тоа е војна на исцрпување од двете страни, ниту русите напредуваат, имаат огромни загуби, ниту украинците ја враќаат територијата, веројатно и таму ќе се интензивираат преговорите за завршување на војната, колку ќе бидат украинците подготвени за концесии во делот на територија, кој што и де факто не ја контролираат веќе повеќе од 5, 6, 7 години. Тоа е друга работа, но тоа е прашање кое што веројатно Соединетите американски држави ќе остават на Европската унија да го раководи. Секој во својот двор. Уште една пауза за реклама. Господин Арцов, еве во завршница дали во кроењето на овој нов светски поредок според трансакцијските мерила
на Трамп, ароганцијата која преминува во трагикомика во последно време. Дали една од цените, освен економската, ќе биде и посериозно нарушување на односите во НАТО? Да, ако пред година или две можев да кажем дека е тоа мала криза во односите меѓу Соединените американски држави и НАТО, негде на почетокот на мандатот на претседателот Трамп, сега може да се каже дека односите се поприлично нарушени, но НАТО е организација која има добар инстинкт за преживување, за прилагодување и сметам дека НАТО како организација има сосема доволно кредибилитет да ги издржи и овие, да кажем така, поприлично затегнати нарушени односи преку Атлантикот и дека НАТО и понатаму ќе продолжи да биде фактор на стабилност во северноатлантскиот регион. Како, бидејќи ако се вратиме само малку неколку дена наназад на извештаите за последниот состанок на Г7, се чини дека за голем дел од присутните таму било дури непријатно да се гледа таа ароганција од страна на. Во тој случај беше на тој собир беше шефот на американскиот Стейт Департамент. И овој однос на подценување кон Пак велам дека овие случувања на светска сцена ќе ги изучуваат генерации што идат после нас, како што и ние студираме што се случувало во 50-тите, во 60-тите години, кубанска криза, оваква криза, еднаква. И ова е една криза која што сметам дека НАТО како организација ќе ја помине, ќе ја надживе и ќе продолжи да функционира. Без оглед на тоа, сепак, сметам дека и на претседателот Трамп и на целата таа администрација и покрај затегнатите односи им е во интерес да северноатлантското подрачје, западното подрачје биде во некаква корелација во рамките на НАТО и безбедност, и стабилност и економски просперитет, така да НАТО ќе продолжи да обстојува како и што обстојува до сега. Иво, на истото прашање би додал само под прашање која фуснота сега може да се додаде во она што новата американска администрација го испишува како нова дефиниција на светскиот пореток. Па фуснотата би можело да биде еден голем преседан, а тоа дека оваа интервенција ја легитимизира превентивната мерка со војна како една конвенционална алатка за решавање на конфликтите во меѓународните односи. Велам преседан затоа што често се случувало некој некако да нападне во некоја си форма за да дојде до војна. Овој пат, за прв пат, како што реков и на почетокот, имаме ситуација во која САД неопипливо испровоциран од Иран, повеќе испровоциран од израелската политика, ја прави оваа инвазија и сметам дека овој преседан може да го искористи било која друга голема сила. Со ваквиот преседан вие ја опредметнувате војната на Путин во Украина, кој исто така не беше нападнат од Украина како држава, војска и така натаму, и давате на Кина една wild карта да може да направи нешто слично во Тајван и така натаму и така натаму. Нешто што не доликува на најголемата демократија на светот. Се согласувам со тоа дека НАТО ќе го преживее ова, бидејќи ниту НАТО може без Америка, ниту Америка може без НАТО во некој нов бран на тој мултиполаризам, каде што Кина ќе биде сериозен противник на американците и веќе е, дали е тоа економски, социјално, воено и така натаму, во таа некоја конфигурација НАТО е потребно на САД без разлика како се однесува Трамп на крајот на денот, никој не го спречува Трамп да излече Америка од НАТО сојузот. Ниту една НАТО членка нема ништо против тоа, нити па го мола Трамп да остане. Така што сметам дека тоа е уште една фарса, како што е фарса Панамскиот канал, Канада да стане држава членка на САД, не знам, Гренланд да биде територија на САД. Се ова ќе помине, се ова ќе се преживее. Меѓутоа, опасноста не е толку Трамп, туку оставштината на Трамп, тој легаси што го велат американците, дали тоа мага движење, дали овој легаси на Трамп ќе опстане и по неговото заминување од функцијата и дали републиканската партија како партија, како идеологија ќе ја фати таа траекторија,
бидејќи ова не е традиционален републиканизам, не е конзервативни вредности, туку е сосема нешто друго. Тоа може да го доведе светот во некаква опасност, бидејќи после Трамп може да дојде некој далеку поекстремен од него на истата идеолошка платформа. Мада гледаме некои несогласувања во самата администрација на Трамп, вие никаде нема го видите J.D. Vance да излезе на тема на војната, кој е против. До вчера тој беше главниот, а не момците како Хегет кои веќе да се. Така што не е хомоген, да кажеме, ставот на тоа мага движење и на администрацијата на Трамп, барем кога во прашање се војните интервенции. Исто важи за Венецуела, истото важи за Иран, не дај Боже да биде следна нели Куба. И сосема на крај и кратко, колку тешко ќе ги преживуваме сите економските последици, бидејќи ако потрае, очигледно проценките се за последиците од економската криза многу лоши и особено фактот што во изминатите години практично безмалку и да само што излеговме од едни поинакви и други кризи. Ковид, па енергетската и... Рековте кратко. Јас сум меѓу другото економист и сум поборник на онаа теза дека таму каде што нема пари не може да има и рецесија. Но ако сме трета економска сила, можеби некој ќе ми го побие аргументов. Трета или четврта? Кој е јас? Добро, ќе видиме тоа друга дебата. Соговорник економист, тој од економска гледна точка тоа каже, јас сум покрај тоа што сум генерал, сум и историчар, така да и овакви кризи, воени кризи, меѓународни кризи, од некаква временска дистанца ќе се сеќаваме со половина страна во некаков учебник по историја. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Благодарам и ние. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.